Видете, нам насушно ни беше потребно по-позитивно говорење и по-позитивен дискурс околу ЕУ, така да се надевам дека имало дополнителна причина. Меѓутоа, навраќајќи се на тоа основното прашање што може Македонија да искористи, јас би рекла дека тешко е, меѓутоа кога евентуално имате некоја техничка подготвеност, која што ја имаме делумно. Мислам, во ризик е таа техничка подготвеност и таа усогласеност, кога немате преговори, тешко е да ја одржите. Меѓутоа, сепак, има многу технички области каде што сме и подобри од останатите кандидати. Мислам дека е на државата, доколку не мисли да политичкиот момент на уставните измени да се посвети на истиот, тогаш треба да види начин на кој што таа техничка усогласеност ќе ја представи во подобро светло и ќе може да процени каде едноставно државата би можела да има бенефит од таа и постепена интеграција и секторска интеграција, што не е лесна задача. Системот е таков, тоа се прашања за кои се одлучува едногласно. Тоа ќе значи дека Бугарија треба да се согласи за да даде гаранција. Тоа е невозможно. Друго, условот да се впишат бугарите во уставот е веќе дел од нашата преговарачка рамка. И тука нема поместување. Значи, тој момент едноставно треба да го разбереме на секое ниво, и на политичко, и на оперативно, и на секојдневно, би рекла, затоа што многу се манипулира со тоа прашање. Таква можност не постои. Меѓутоа, она што може да се направи е доколку политичкиот естаблишмент одлучи да го преземе тој чекор, е размислувањето и промоцијата на придобивките кои би се добиле тогаш, затоа што ќе се отворат преговорите, ќе се започне процесот и се ќе оди многу брзо.